Моето патешествие низ Македонија овој пат го продолжувам во областа Азот, кој припаѓа на општина Чашка. Поводот беше сакав да ја запознам колоритната убавина не само на областа Азот и на живописната колоритност на планинскиот македонски горострас, Мокра планина, незиниот непокорен џин на небеските височини, Солунска глава, извориштето и долината на река Бабуна, на планинскиот масив Бабуна, туку да го запознам едно од 12 села, селото Нежилово. Вгнездено во живописните шумски предели под Солунска глава, јужната страна на Мокра планина на 1000 метри надморска височина, каде што орлите се вгнездат под врвот на Солунска глава, обкружено со нечепната природа, висока шума, богати пасишта и цветни ливади. И овој пат, како по стар обичај, во ова моје ново патешествие, во оваа моја нова авантура, имав мој водич. Тоа беше тимот кој го предводи градоначалникот на општина Чашка, господинот Горан Пановски, задолжен за туристичка промоција на културно-историчкото наследство, природните убавини на општина Чашка. Меѓу многобројните предлози кои заеднички ги разгледувавме, овој пат ми предложи да го посетам ова убаво село. Со задоволство го прифатив. Се наоѓам во подножјето на планината Мокра планина, поточно речено во селото Нежилово. Дојдов во ова село да направиме на патеписна репортажа, да видиме како живее селото и кои убавини ги има овој дел на Македонија. Десно од мене се наоѓа реката Бабуна, која што извира некаде на 1400 метри надморска височина од самата Солунска глава. Оваа река, овие води овдека се едни од најчистите води во Република Македонија. Како што реков, десно од мене е реката Бабуна. По долината на реката Бабуна се наоѓаат така наречени коритници, кои што жителите од селото Нежилово ги изградиле, каде што со помош на тие коритници се доведува водата до нивните градини, бавчи, каде што од памтивека се произведува чисто нежиловско гравче, компирче, пиперче, патлиџанче, луто пиперче и се разбира ова овдека се тие коритници. Мештаните од селото Нежилово од памтивека ги подзидувале своите ниви, своите бавчи, своите градини со камен. А знаете зошто? За да нема ерозија кога ќе заврни и кога ќе намини, ќе дојде водата. Од памтивека подзиданите џитчина им служиле на мештаните за да ја обработуваат својата земја. А исто така, освен овие подзидани џитчина, се наоѓа и калдрмата. Калдрмата е карактеристична за Нежилово, сите сокаци, патчиња и така да наречам селски улици се калдрмисани, затоа што ова е планинско село, кога ќе заврни да патот водата не го носи. Не можев да му одолеам на пејзажот кој ме окружуваше. Накачив нагоре, кон се целото на селото, да го видам поодблизу што се вели, да се видам со мештаните, да се помоабетам со нив, да дознам нешто повеќе за животот и на ова многу убаво богомилско село. И речиси по само поминати 100 метри по горнината, по селскиот сокак, кој водеше кон селото, пријатно се изненадив на мојата средба, но не со нежиловци, туку со мои соселани, мои риливци кои беа дојдени овде на гости. Кај сте бе, риливци мои бе? Шо мака не доведе? Заважи о име. Арен си ми? Добар сум, ти како? Нема грешка, еве со... О, здраво, добар? Јас сум зет Рилевски. А те познам мајгеда е баго? На Миле сум узет. На Милета, така. Ти што новка е водиш така? Така, со новка, со твојата сопруга, учеве заедно. Драга не учеше во трето, од прво до трето деление. Иначе Арен? Арен, добар сум. Кога дојде? Синоќ. Ќе поседиш некој ден? А не, денеска ќе си одам. Што те влече овде да дојдеш? Па најпрво е зет. Така? Имаме тука. А и местото е многу убаво. Сад доаѓам прв пат овдека. А не си дошол до се? Нема дојдоне. Неколку години, 5-6 години. Многу убаво ти кажам, браво. Обавезно доаѓа. Село наше не би годала. Убаво и тоа е. Па одиме и таму, ама така. Овдека е пубаво. Така е. Да. Што има ново што ќе ми се пофалиш?
Па нема ништо, но. Фамилија здрави живи што се вика? Да, фала, Така, Богу така. добри сите. Што ќе им препорачаш на нашите сите со села ни од Рилија, и од Пелагонија и од цела Македонија, дали убаво да си дојдат во своето родно место, да го Не посетат? требало ни да го напушта, не да си дојде. Така е, така е, Требало да си биде секој тука. така е. Ти си од овде, така? Своето- Да, оттука сум. Што има ново во село? Нема ништо ново, него јас сум постојано тука. Така? 2 дена сум во Скопје, 2 дена во Нишево. Убаво, добро е, добро е, добро е. Како во секое село, така и во ова село се чувствував не како гостин, туку како домароден, што се вели. Затоа што речиси немаше човек, било родом од Нежилово или од било кој дел на Македонија, што не ме препозна и не ми рече да наминам и кај нив, да се видиме, да се направиме лав муабет и се разбира да се почестиме со чашка природна ракија, и тоа нежиловска и нежиловско мезе. О, домаќине бе! Добар ден, кај си домаќине? Добри луѓе, Примаш гости бе? и како не примам? А излези понамо да се видиме. Отворено сите. А, така, море, си го спримам па курчето Ајде, мајгела. здраво живот. Здраво живот. А Ирлија работа, денов. Чулте Госпо исто, нека е денов за години. Така, Еве, за години кај е. не дојде ни што се вика после линде после денов што се вели. Така требен. Арен се ми, Добар, од овде си од. одов до Нежилово. Шо имено? Па ново, старо се, бака е. Така. Животариме. Гурчево, ракичето го Гурчево, го сега спрема. ќе го пробаме. Може вака седнеме. да само едно вака едно. Ова е домашна ракија. Домашна ракија. Нежиловска. Нежиловска од сливи. Од сливи какви е? Овие обични. Непрскани. Непрскани. Препек. ракија. Слушај да ти кажам Отров, вака една. Отров. Вака една, не е отров, мелем за душата. Мелем за душата, Да, така. така. Може да пробаме? Па може. Ама ќе не. заедно сите тројца со Заедно. снимател. Ајде, седнеме Договорено така. така. Ајде. Да видим. А, си направил летниковец, а? Убајна да ти. За пријатели Убајна, бога ми, убајна. Мераклички. Да, надвор. Оди таму те, така. Мераклички што се вели. Убајна, бога ми. Ој брат, оде. Нека шишера. Домајчиско не пречи никому. Слушај са вака една. Ќе ми туриш една, ама само една. Оти, знаеш зашто? Ова ќе побара Да ви изобра. кажам една вака, кога ќе дојдете во Нежилово, со една ракија, со една чаша вика не бива, пошто бива. петел од кокошка да има две нозе. Ќе побара Со фина. 3 чаши ракија, песната грлото да го оплакниш. Со 4 чаши на ракија, 2 песни ќе мавниш. Ама ако мавниш 5 чаши ракија, тогаш ќе бидеш песнопоец и граворец без проблем. Проверено да ви кажам браво, многу ми кажува, ќе провериме и ние. Ајде мајче, тури да видиме што ракиće ова. Так. Ајде да се здрави живи. И рече дека ова е Домашна препек. така. Ете Синџиро. Синџиро, да. Навистина не може да му одолеа на гостопримството на Нежиловци. Речи си немаше отворена куќа, како што се вели по народски, да не влезам, барем за момент да си речеме здраво живо. Луѓето се ги отворија своите души, си се расприкажувавме што се вели надолго и на широко. И да бидам искрен, и мене ми се радуваше душата од срдечноста на домајчините. Влегов речи си во секој сокак, во секој двор, во секоја селска куќа. Од ова село си од Нежилово, така? Од Нежилос. Од која фамилија си? Од Александра Лапески. Ајдукот. Така го нарекува. Го тера, крадеше многу. А ово да ми кажеш, ти си мажена овде истово? Тука нема 300 метра од куќата до оваа куќа. Бегалка су. Бегалка? Бегалка на 15 години на чичета му избега. Добро. Овдека. Што те натера да побегниш? Во куќа на уба, гледаш пенџерено каде. Аха. За човек су дошла. Многу добар беше мажот ми. Душа човек беше. 50 години бевне во брак, со прс не ме чипна. И селото Нежилово, како и другите села во Македонија, си има своја специфична селска стара македонска архитектура. Куќите изградени се од камен, покријани се со турски джерамиди во последно време. Овде исто така во Нежилово може да најдете стари куќи постари од 100 години. Во Нежилово своја складност има старата македонска селска архитектура со новата современа архитектура. Но нема да ми замерите дека старата селска македонска архитектура и вам повеќе ќе ви се допадне отколку новава. Куќи бе во Нежилово се стари по неколку децении, а има и куќи стари и околу 100 години. Иако рече си, времето полека и нив ги гази, сепак ништо нема изгубено од својата убавина.
Во Нежилово, кој ќе се уморите, кога ќе во Нежилово, една од многуте чешми е и ова. Чиста, планинска изворска вода, која што ќе ви ја изгаси жепта, да му оде во Нежилово. Стварно и на Нежилово природата му дарила се. Природна колоритност, убавина, води, планини и се разбира домајчини кои што од века овде живеат и вредно работат, за да работат, за да имаат убав живот. Убавина неверојатна. Можда интересно е тоа што во Нежилово, речиси сите чешми се правени во исто време, а според написот на чешмите точно пред 60 години. Сите чешми во селото Нежилово градени се во 1956 година. Колку мала има селото, толку и чешми има селото. Селото има 3 мала, а има 6 чешми. Може би малку чудно. Првите 3 чешми се за 3 мала, а другите 3 чешми се дадени по потреба на малата. Се зголемувало бројот на семејството, бројот на луѓето и потребата за вода за пиење. Чиста изворска вода. Да. Од селото Нежилово се наоѓа и спомен обележјето на Андоновски Т. Илија, роден 1924 година, загинат на 18.10.1944 година во борбите на Сува гора во знак на благодарност од борците и жителите од село Нежилово, подигната во 1987 година. Слободно поменете. Ова, да не родно куќе на овој на Борец, не? Ова е школата. Ова зграда што е позади мене, порано било училиште. Овдека, безброј деца, безброј генерации, низ годините, децениите, вековите што поминувале, многу нежилупчани се описменувале, почнувале да читаат, да пишуваат и сите нежилупци го памтат првиот учител, првата учителка и првиот училишен ден. Денеска постои само оваа зграда. Со стопанственикот на овој локал Трајчедимовски ќе одиме до црквата Света Петка, кои што се наоѓаат, искрено да кажам, 10 минути пешки одење донесе. Тајки, кrenеме? Да. Ајде, одиме за. Рече се 15 минути одење пешки по гранината према планинарскиот дом Чемпрес. Овдека дојдовме на раскрсницата, каде што позади мене се наоѓа ова раскрсница. Димовски, ќе ни кажеш каде се наоѓаме точно? Овде се наоѓаме точно на раскрсницата кој што лево се скршнува за манастирот Света Петка што ќе биде и десно кој што е планинарскиот дом Чемпрес на далеко негде од 11 км. За така да ни кажете за така поточна информација за љубителите на планинскиот туризам, колку отприлike вака се патува до Чемпрес одека? Од колку часа? До планинарскиот дом Чемпрес се патува негде за 2,5 часа. Ако е убаво време што се вика? Пешки, али луѓе кои што се одат со џипови пеш, тоа е за 40 минути. Тогаш да продолжиме патот према манастир, може? Да продолжиме. Ајде, одиме. Само ќе може да извадите не поле. Потоа се упуштив да ги направам оние бележани вакавски места, кај што некогаш нашите родители, дедовци и предедовци, кај што одиле се посетувале таму и они
колку знали, колку могле, таму направиле некои белези на тие верски некото. Моето безалагање беше да направам нешто покултурно така, помодерно така. Значи го направив Параклис, sad da ko rečem samo ja, ko što je neko ime pomognali u ta работа, ajde dosadnjen materijal sam finansirao i ja sam finansirao. Paraklis na Sveti Atanas, Paraklis na Sveti Antonija i prošlата година ставивме više камен темелник, осветување со владиката од Велеса господинот Агатанđел, осветување на манастирот што ќе се вика манастирот Света Петка. Една нова живост и поголема посетеност на овој простор донесе неодамна изградениот рибник, со современ сместувачки капацитет. Единствен сум јас со ова област што се занимавам тука. Сега што ме натера? Потеклувам значи од ова село. Но природата се ни дала, ето како ги искористи па и моето мислење, мојот памет за што да со која дена да се занимавам. Да направам еден рибник тука. Рибникот во зафатнина од површина, водена површина, негде е околу 750 кубни метри. Лоциран е значи, на реката Бабуна, од левата страна, испод пленарскиот дом Шеплес, испод Солунска глава, на растојание негде од 10 км од Солунска глава. Па видите, исклучиво дека гостите кои што очекуваат да пробаат да укусат значи, златната и калифорниската пастрамка, а уз тоа значи, кога имаме зголемени посети на гости, значи ги чуваме од плескавиците, од кремен надли, ребро, значи сите оние други производи, а онака како од онака селските јадења, па ги приготвуваме во нашата курна на дрва, кој што испекуваме тука зелници, мазници, како да ги кори, како да ги кажеме таму, како се да го кажеме качамакот или бакарданикот да го кажеме тоа селското лепче, да округлото лепче, фурнажиското лепче го приготвуваме тука. Значи ако се вратиме назад кога сум го почнал рибникот, ова село беше онака испустено, штуро село, веќе кој што немаше ни жители, немаше ништо. Него со моите градби кои што го направи рибникот, па рибниот ресторант, па хотелот, па базентот за пливање, него се врати сјајот на ова село и кои што луѓето више почињаат да се враќаат назад, кои што потекнуваат тука и дури и некои луѓе кои што не потекнуваат од тука, кои што сакаат да направат куќичка или викендица или да си, ако не друго, барем летниот период да си бидат тука. Дека рибите во рибникот во село Нежилово сами го повикуваат да дојдете. Овдека рибите само стануваат да ги фатите и да ви ги испржат и направат што се вика без пари. Се разбира, со мезе, со чинето од природна нежиловска ракија, од мезе направено од природни патлиџани, пиперки и громиче, произведено во Нежилово. Се разбира и со винце нежиловско, кој што овдека се произведува од патливека. Ќе се обидам да фатам некој риба и домаќините да ми ја испржат. Ајде. Опа. Добро. Одлично. За викенди обично доаѓаме тука и многу во месото. Мислам, овој посебно жилник дел што е околу Солунска глава Чепелес е најубавиот дом мислам во Македонија. По наше, бидејќи се наши, нели нормално. Што друго да ви кажам? Луѓето се тука многу фини, гостопримливи. Овдека во Нежилово, во природните убавини на Нежилово сум пријатно изненаден од моите соселани од селото Рилево, кои што се млади луѓе, живеат во Скопје, а и доаѓаат тука. Арни сте ми? Арни сме, арни. И одека сте дојдени во Нежилово, така? Ти си од Рилево, така? Родом по татком. Од кое семејство? Од Дунчовци. Како што ти е Гоце? Гоце Чичко. А Зоран? Зоран татко. А ти од кај си? И ти од Рилево? Дедо ми е од Рилево. Дедо ти од Рилево? Баба ми. Како се дедо ти? Веле. А пак баба ти? Данче. Ти? Исто брајка сме се. Брајте сте. А ти момче? Брајке сме. Ова да ни кажи, што ве привлекло овдека во Нежилово? Што е убавината? Природата, Сте се обидели да појете горе до Солунска глава? Не сме. Ќе одите? Да. Во планини.
Ги поканувам сите оние кои што не гледаат, што ќе не гледаат на канал 24. Сите оние кои што се интересирани да дојдат овие, сите македонци тука, па да ги укусат нашите специјалитети во нашиот ресторан тука, кои што ги приготуваат нашите готвачки тука, кои што го наследиле занатот од нивните мајки, баби и предоди и прабаби. А тука се нашите јадења, тука кои што ги гледате, зелникот, салатичката, бакарданикот, киселото млекце и нашата произведена риба од нашиот рибник, тука рибник на Жилово, златната и калифорниската пастрамка. Па, добре дојдовте на нашиот ручек и може да наздравиме. Добре дојдовте. Овдека во рибникот во селото на Жилово, кога ќе дојдете од персоналот, ќе бидете послужени од се она што го дарила природата, што овдека во Жилово луѓето од памтивека го произведувале. Тука е бакарданикот или качамагот, до него е зелникот, питата направена од брашно кој што е произведено во Нежилово, во нивите, инаку случајно од домаќинките на времето и денеска во Нежилово. Од тука овде се наоѓаат и салатите направени од патлиџанче нежиловско, хромиче нежиловско, луто пиперче нежиловско, сиренце од нежиловско. Се разбира, тука се и тиганиците или питулиците наши што нарекуваме од брашно 400, тип 400 произведено во водениците и порано и денеска во Нежилово. Се разбира, тука е и ракијата домашна нежиловка која што е произведена од чисти, односно од природни сливи непрскани, а се разбира, тука е и рибата калифорниска која што овдека се гледува во рибникот во Нежилово. Но сепак едно би додал дека сето ова што е овде ќе ви го сервираат и понудат во рибникот во селото Нежилово, не може да се замисли без собственикот на рибникот господинот Трајче и неговиот персонал кој што овдека неуморно работи со денови само за вас да дојдете во Нежилово, да видите што е рај, што е убавина. Со една порака, дојдете во Нежилово, пробајте ги специјалитетите овдека во Нежилово и да ви кажам, ајде, ќе пробам, нестрплив сум, стварно да ви кажам, огладне, гледајте го ово што овде поставено на масата. Домаќине, ќе можете да се послужиме? Слободно. Благодарам. Ајде, нека жува за добро, нека зарно. Сега ќе да ги земем. Со ја кревам ова чаша ракија уште еднаш, дојдете во селото Нежилово, во Богомила да видите што е рај, што е убавина. Нека е зубава и чиста вода. Нека зубава за добро. Охо, многу убаво, многу убаво.